main enrichment facility in Natanz. Цените на нафтата растат, акциите паѓаат, а едно прашање се надзира. Дали судирот меѓу Израел и Иран може да ја разруши глобалната економија? Конфликтот ескалираше на 13 јуни кога израелските воздушни напади ги таргетираа нуклеарните постројки на Иран и убија неколку врвни воени команданти. Иран одговори само неколку часа подоцна, лансирајќи над 100 дронови во она што го нарече објава на војна. Од тогаш бројот на жртви постојано се зголемува. Овие напади веднаш го погодија пазарот. Цените на нафтата скокнаа за над 7%. Брент суровата нафта скокна на 76,37 долари за барел, а американската сурова нафта не заостануваше далеко. Акциите на патничките и авиокомпаниите падна нагло, а во меѓувреме акциите на одбранбената индустрија пораснаа. Додека на Блискиот исток нападите продолжуваат, во Европа стагфлацијата чука на врата. Европските аналитичари се загрижени. Карстен Брзески од ING предупредува дека скапа нафта и долготраен конфликт може да ја турнат еврозоната во стагфлација, со висока инфлација и слаб раст. Филип Лаусберг од Европскиот центар за политики вели дека ситуацијата наликува на нафтената криза од 1973 година, која долго ја потресе Европа. Иран извезува 1,6 милиони барели нафта дневно. Не е огромно, но вистинскиот страф лежи во Ормудскиот теснец. 1/3 од светската нафта се движи низ оваа тесна точка. Медиумите известуваат дека Иран планира да го затвори Ормудскиот теснец, а доколку се случи тоа, цените би можеле да скокнат до 100 долари за барел. Глобалните синџири за снабдување се драстично намалени, од гориво до храна, од превоз во Аденскиот залив до доцнење на контејнери во близина на Јемен. Секоја ескалација ја загрозува кревката постпандемиска логистичка мрежа. Станува збор за енергетски пазари, инфлација и глобална безбедност. Додека ракетите летаат, едно е јасно. Во поврзаниот свет регионалните војни не остануваат регионални. Колку поголема ескалација, толку е поголема цената за сите нас.